Добро утро, почитувани гледачи. И ова утро, и овој еден час останете заедно со мене и со утринската емисија Нов ден. Имаме интересни теми, интересни гости кои ќе ви ги најавам малку подоцна. Денес имаме сонце, а среда е среќен ден, а уште посреќен кога денот го започнуваме сончево со добро друштво и со утринско кафе. И за наредните денови метеоролозите најавуваат сонце, а нас ни останува само да уживаме во него и да им се препуштиме на убавите пролетни денови. Измени во законот за работни односи. Колку време ќе ви трае одморот и како може да добиете отказ. Огласите за вработување наместо 5 во иднина ќе траат само 3 дена, а пробната работа од 6 ќе се намали на 4 месеци. Новите измени на законот за работни односи кои влегоа во собраниската процедура ќе ги сменат и правилата за користење на годишен одмор. Доколку се усвојат во наредните недели, ова лето наместо 12 работни дена, работниците ќе мора да користат годишен одмор од 2 непрекинати работни недели. Работниците пред да добијат отказ ќе имаат рок од 15 дена да се подобрат во работата, а за тоа писмено ќе бидат предупредени од своите работодавачи. Дали со ваквата измена работодавачите два пати ќе размислат пред да го поделат отказот. Доколку работникот биде прогласен за технолошки вишок, работодавачот не смее 2 години да вработи нов на тоа место, а доколку има потреба од работник, избрканиот има предност пред останатите. Од Министерството за труд велат дека сегашната регулатива остава простор за манипулација, па работниците се прогласуваат за технолошки вишок, а веќе следниот ден на нивно место се вработува нов. За лична карта, возачка и пасош може да се закажува преку мобилен телефон. Министерството за внатрешни работи започна со закажување термини за аплицирање на биометриски лични документи преку мобилниот број 072-929-292. Покрај онлайн закажувањето преку веб страната на МВР и со телефонското закажување на бројот 0800-192-92, граѓаните ќе можат да закажуваат термини со јавување на мобилниот телефон 072-929-292. Обезбедени се 30 линии, односно оператори, кои ќе го обслужуваат граѓаните и со тоа во голема мера ќе им се олесни побрзо да ги изведат своите лични документи, информираат од МВР. Почитувани, како што најавив на почетокот, за денеска имам една убава тема за разговор, добри гости, а слободно можам да ги наречам и најдобрите. Останете со нас, ке се дружиме заедно со најдобрите од градот. Се враќаме за кратко и ќе видите за што станува збор. Еден ден ке бидам богат, еден ден ке бидам славен, еден ден ке имам се и ке те имам тебе. Ке си луда ти по мене, ко што луди се по тебе. Јас верувам во себе и дај ми време да ти покажам што можам. Сите звезди да ги стопам, за тебе да сум слуга, а за сите други крал. Да ти дарувам јас ствари, што не се плаќаат со пари. Кога сите ке ги снема, јас до тебе ке сум пак. И да ме повреда многу, јас за тебе ке сум јак. И да гориш како оган, јас ке бидам како вода. Ке ја гасам твојата страст, ти ке бидеш моја власт. Мојот живот ке е филм, а ти улога главна. Дури сонцето грее, јас би останал до тебе. Животот е круг, знај, животот се врти. Некога сме последни, некога сме први, се е круг, знај. Животот се врти, денес има се, а утре ништо не е круг, знај. Животот се врти.
Samo ja, samo ti. Ni Facebook, ni Instagram. Samo ja, samo ti. Daleko od svite što ih znam. Samo ja, samo ti. Na ostrov srede okean. Ni meni slava, ni koli, ni pari, ni glupavi stvari. Samo sino nebo i sin okean. Samo ja, samo ti. I cvetovi lon, to si mleko od koko. Samo ja, samo ti. O totalen mir i duševen spas. Samo ja, samo ti. Život to je krug, znaj. Život to se vrti. Nekoga sme poslednji, nekoga sme prvi, se krug, znaj. Život to se vrti, danas ima se, a utra ništa ne. Krug, znaj. Život to se vrti, nekoga sme poslednji, nekoga sme prvi, se krug, znaj. Život to se vrti, danas ima se, a utra ništa ne. Ugasite kjer ih snema, jaz do tebe kjer sum pak. I da me povreda mnogo, jaz za tebe kjer sum jak. I da goriš kako oganj, jaz kjer biram kako voda. Kjer ja sam tvoj ta strast, ti kjer bideš moja vlast. Moj život kjer je film, a ti uloga glavna. Duri sonce to greje, jaz bi ostanal do tebe. Život to je krug, znaj. Život to se vrti, nekoga sme poslednji, nekoga sme prvi, se krug, znaj. Život to se vrti, danas ima se, a utra ništa ne. Krug, znaj. Život to se vrti, nekoga sme poslednji, nekoga sme prvi, se krug, znaj. Život to se vrti, danas ima se, a utra ništa ne. Jebe pak, si mislim ja na tebe veke nedela 2, 3, 5. No dojde red da se potrneš na mene, pošto ne možem vaka poveke. Da li da soberam hrabrost da ti raskažem prikazna otkačena. Za jedan nov tempo koja si ti na samo pleme tralala. Da li misliš to, a što bi sakal jaz? Da li imaš pojma koliko me prileguvaš? Za jedan pogled jedna situacija može preteruvano sebi dam. Jebe pak, sedam ja za tebe veke nedela 2, 3, 5. No dojde red da se približam do tebe, pošto ne možem vaka poveke. Da li da soberam hrabrost da ti raskažem prikazna otkačena. Za jedan nov tempo koja si ti na samo pleme tralala. Da li misliš to, a što bi sakal jaz? Da li imaš pojma koliko me prileguvaš? Za jedan pogled jedna situacija može preteruvano sebi dam. Jebe pak, si mislim ja na tebe veke nedela 2, 3, 5. Da li misliš to, a što bi sakal jaz? Da li imaš pojma koliko me prileguvaš? Za jedan pogled jedna situacija može preteruvano sebi dam. Da li misliš to, a što bi sakal
znam kako da ti objasnam, ja ne sakam teatar, ama sakam filmovi su happy end. Me gledat od strana, a ja tebe te gledam, mene filmot mi je skroz nebiten. Ti mi praviš nekoj muhavet, a ja da mek slušam, u stvari se otkačuvam od tvojot parfem. Ke sjam kamera, ke snimam kako se smeješ, ke te puštam cel den doma na repeat. Alo, Alo, drugarka ti od malo. alo, alo, Drugarka ti od malo dan. alo, Alo, drugarka ti od malo. alo, alo. Drugarka ti od malo dan. Ti si vakcina za besnilo, to što spijemo mene. Muzika za meditiranje je tvoj odglas. Cela naselba je temna, koga nesi na terasa. Svrti oči na kaj mene, za da svet nam cel den. Со сила пробувам да не мислам на тебе, чаве, така ми е бетар, копа штета без леко. Чувам истиот број, со 3-30 тројки, чекам секој момент да ми се јавиш ти. Ало, Alo, drugarka ti od malo. викам, ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. викам, ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. викам, ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. викам, ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. ало, ало, Drugarka ti od malo dan. ало, Alo, drugarka ti od malo. ало, ало. Drugarka ti od malo dan. Колко време трябва, мисля, имате идея? Да се разбудам, посветна љубовта, без стари долгови и тие се ништа. Очекор што ме денеја, да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патила што токму нас не следеја. А мојов живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни неиспишани. А мојов живот е вечно паѓање, се да се собе, пораз ќе остане, навики стари во мене. Да можам бар да те разбудам со кафе утринско во кревет заедно, па да те бакнувам, тоа го нема одавна. Да можам бар да се заљубам во мала селанка на Росна лед
stari во мене, тоа ќе остане. Така, почитувани, ние се вративме назад во студиото и како што споменав во првиот дел, имам многу убави гости, многу убава тема, а слободно можам да кажам дека е многу убаво кога се наоѓаш во друштво со најдобрите. Ова утро со мене заедно се најдобрите ученици од средните училишта во Куманово. Дечки, добро утро. Јас ви благодарам што сте дел од нашата емисија ова утро и ви посакувам ова да ви биде само еден чекор и еден успех, а натаму многу повеќе. Со нас е Анастасија Спировска, надобар ученик од средното училиште Перо Наков, Давид Стојановски, најдобар ученик во техничкото училиште и Леона Лазаровска, најдобар ученик во гимназијата Гоце Делчев. Да бидеш најдобар ученик во генерацијата, каков е патот до таму? Значи, да го носам и да го имам епитетот ученик на генерација, навистина прекрасно чувство. Так. Се гордеам самата со себе. Меѓутоа, не е тоа што сум јас ученик на генерација, туку како стигнав до тоа. Заборав за ова нешто и во основно училиште, меѓутоа бев во тесна конкуренција и за малку изгубив. Така. И всушност тоа беше мојата формула за успех. Јас не се откажав, продолжив со исто темпо, со учење. Со една цел да бидеш најдобар. И едноставно истреа во својата желба. Си кажав, можеш и точка. И еве доказ дека всушност трудот на крајот се исплати. Така, Давид, кој беше твојот пат за да стигнеш до ученик на генерација? Најпрви добро утро, поздрав сите гледачи. Мојот пат воопшто не беше лесен до оваа титула. Многу труд, напор и секојдневна работа, мекотребна работа беа вложени за добивање на оваа награда, како од моја страна, така од страна на моите професори. Впрочем, се во животот што е вредност добива преку вложување на секојдневно труд и напор, а мојата награда толку беше доста вредна за добивање, што јас секојдневно учев, вложив во себе и на крај ја освоив. За да дојдеш до да. тоа што си посакувал. Да. Анастасија, како како беше твојот пат за да дојдеш до титулата најдобар ученик на генерација? Па, бидејќи оваа титула ја добив и во 8 и тоа ми беше мотив уште повеќе да се трудам и пак и во средно училиште да бидам најдобар ученик. Пишував на многу конкурси, учествував со различни творби и добивањето на самите тие награди ме мотивираше уште повеќе и да учам и да пишувам повеќе, да одам на различни надпревари. Така. Леона, ти си ученик во гимназија, беше ученик во гимназијата Гоце Делчев. Имаше ли многу труд од твоја страна за да се стигне до тука? Секако дека имаше нормално. Значи, желба за да учам, да се борам, да се докажам
желба да се истакнам, значи љубопитност, отвореност кон нови нешта. Така. Меѓутоа сето тоа бари откажување од одредени работи. Најважно е тоа што си верував самата во себе и морам да кажам не само што јас си верував, многу ми значеше тоа што моите најблиски веруваа во мене, особено моите родители, а тоа е најголем систем на поддршка, ветра за напред. И затоа, ако ми дозволите, би сакала јавно да се заблагодарам, првенствено на моите родители за нивната несебична поддршка. Исто така, сакам да изразам благодарност на мојата учителка од основна, Лиле Димковска, која всушност со неа отидов на првиот натпрев по математика. И благодарам до моите две класни раководителки од средно училиште, професорка Нита Тасевска и професорка Маргарита Теодосиевска. И благодарам до сите останати професори и психологот Лидија Костич за несебичниот ангажман. Така, Давид, имаше ли многу труд и од твоја страна? Секако трудот е неминовен за добивање на оваа награда, Так. и тоа како од наша страна, така и од страна на професорите. Професорите секојдневно се трудеа да вложат многу труд за предавање на материјалот, а тука сме ние учениците кои што секојдневно вложувавме труд за совладување на тој материјал. Исто така натпреварите кои што се еден основен елемент за добивање на оваа награда, бараат често многу учење на некоја дополнителна литература за која што професорите одвојуваат дополнително време покрај своите редовни обврски да не спремат нас учениците. И во оваа прилика сакам се заблагодарам на мојата професорка по македонски јазик и литература, професорка Катерина Печевска, која ми помогна да го освојам најдобрата награда и најголемата награда на превод по македонски јазик. Така. Анастасија, како беше трудот од твоја страна? Јас би сакала да се заблагодарам пред се на мојата професорка по македонски Фросина Милошевска и на мојата класна Сунчица Деспотовиќ, бидејќи тие навистина многу ми помогна, имав многу ангажмани во училиштето. Бев водителка во училиштето на настаните кои што се одржуваа, понатаму конкурсите кои што ми ги наоѓаше професорката по македонски јазик многу ми значеа, бидејќи на самите тие конкурси земав награди, а со самото тоа ја добив и наградата ученик на генерација. Така. Имаше ли моменти кога нели многу ваши другари излегуваа, се дружеа, а вие за да морате да бидете дома заедно со книгата, се исплатеше ли? Тоа се сигурност дека се исплатила, како се... Имаше многу такви моменти, особено кога подготвувам надпревари. Значи, тогаш, како што реков претходно, сите ова бара откажување од одредени работи. Некоја работа е всушност ова. Така. По што ќе ги паметите средношколските денови? Средношколските денови ќе ги паметам. Сепак сметам дека тие се едни од најубавите што ќе ги доживее еден човек во својот живот. Така, не секој вели дека сака да се врати во тие 4 години. Ги паметам највеќе по другарувањето, по дружењето, по големите успеси што ги достигнав во моето 4-годишно образование, но секако верувам дека никога не застанувале оние непријатни случаи, но сепак треба од нив да извлекуваме полка за да во иднина бидеме подобри луѓе. А на оние добрите работи се сеќаваме со насмев. Така, Анастасија, пошто ќе ги паметиш ти? Има ли нешто посебно, нека посебна случка, нели? Или ќе биде на тоа стандардно во учењето, по успесите? По професорите кои што навистина беа прекрасни. Значи во средното економско училиште имаме навистина многу добри професори кои се трудат секојдневно околу нас, кои секојдневно не збогатуваат со нови знаења, понатаму по другарувањето секако, бидејќи сепак мислам дека тоа е и најважното нешто по средношколските клуби, задавањето во училиштето, смешките, шегувањата со пријателите. Така, Леона, на тебе што ќе ти остави акцент? Првенствено, значи, новостегнатите другарства, потоа патувањето во Русија и во Франција преку училишни проекти, шта? Така. Инаку немате да мислите дека ученик на генерација само седи дома и учи. Напротив, јас мислам дека имаме време за се, само ако добро се организираме. Така, например, јас многу сакам да излегувам и постојано го правам тоа со моите другари и другарки. И всушност тоа не ти пречи да бидеш ученик на генерација. Дружбата ќе ми остане во сеќавање најмногу од се. Така. Почитувани, ние ќе направиме една кратка музичка пауза, потоа ќе се вратиме во нашето студио и ќе го продолжиме разговорот со најдобрите.
I've traveled so far, how sunny and special you are. For you I am singing and playing guitar, just made a wish on this traveling star. You are my baby, you are the one. Smile at me honey, you shine as the sun. Fresh in the morning, you walk by the shore, making an image that's hard to ignore. Yeah, heavenly, you make me feel heavenly. You make me feel, giving me all that I need. Oh, how can I forget the day that we met? The moment I saw you, I got the snowless. We both felt so high, like flying in the sky. While we were speaking, old Cupid was sneaking. Our hearts were unnamed, feeling passion and flame. Oh, once we are one, there'll be nothing but fire. Heavenly, you make me feel heavenly. You make me feel heavenly. You make me feel heavenly. You make me feel, giving me all that I need. Heavenly, you make me feel heavenly. 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 You make me feel, giving me all that I need. Heavenly, you make me feel, giving me all that I need. Sreća v
to nečista совест, улици празни пимпеадом, поларни ноки и снегови. Не можам веќе се враќам, одам на југ, одам на југ, одам на југ, одам на југ, Во душата пустолов остана, во мислите кошмар и надежи, во срцето желба за родниот крај. Улици празни ми беа дом, поларни ноки и снегови. Не можам веќе се враќам, одам на југ, одам на југ, одам на југ, одам на југ. Одам на југ, на југ, одам на југ, на Така, ние сме назад во студиото и ќе продолжиме разговорот со недобрите ученици. Имате ли учествувано досега на надпревари? Дали имате добивано награди, признанија? Еве, Леона претходно спомена дека има учествувано надвор од границата на Македонија во разни проекти. Да, имам учествувано на голем број на надпревари. Така. Започнав со учество на надпревари од 4-то одделение и од тогаш до крајот имам учествувано на над 40 надпревари од областа на математика, биологија, хемија, физика, географија, Така. англиски, француски, македонски, на различни општински конкурси. И имам земано голем број на награди и на признанија, како од општински, така и од регионални, државни, меѓународни надпревари. Така, например, на последниот надпревар кој имам учествувано, тоа беше државен надпревар по биологија
и изјадов прва награда на тоа. Така, има ли некој надпревар посебно што остава акцент кај тебе, нели, за да вложиш многу труд, за да посебно некој надпревар што би го издвоила или сите надпревар како надпревар? Сите надпревари, значи за сите надпревари вложував труд, не можам да кажам Так. дека само за некој, но најмногу од сите надпревари сум вложувала труд за надпреварите по математика. Така. Давид, дали ти имаш учествувано на надпревари, имаш ли награди, признанија? Имам учествувано на вкупно 5 надпревари, Така. од кои еден по математика, 2 по англиски јазик, еден по граѓанско образование на тема Европска унија, што одржа минатиот месец, и еден надпревар по македонски јазик од минатата година, кој што ми донесе оваа титула, бидејќи освоив прво место на регионален надпревар и трето место на државно ниво. Кој надпревар би го издвоил како посебен? Секако дека надпреварот по македонски, бидејќи, како што кажав, освоив највисока позиција, но и најмногу труд вложив за тоа. Так, да видиме и Анастасија, со какви награди се закатили Анастасија додека беше ученик во средното училиште? Јас учествував на многу надпревари, најмногу на надпреварите по македонски јазик, бидејќи многу сакам да пишувам, љубов ми е поезијата и како најдраг би го издвоила надпреварот организиран од Агенцијата за млади и спорт. Так. Таму учествува околу 60 на луѓе од цела Македонија и беше границата од 15 до 30 години, каде што јас земав со мојата песна прво место. Така. Каде се гледате вие во иднина и верувам дека сигурно ќе го продолжите понатамошното школување. Што планирате да студирате? Јас сакам да запишам медицински факултет во Скопје, значи општа медицина. Так. Одбрав тоа затоа што тоа е тоа што го сакам уште од малечка. Имам афинитет кон природните науки и не знам, тука е таа хумана страна, односно да бидеш тука за некога. Инаку во иднина се гледам тука во Македонија како лекар специјалист. Така, Давид, што планираш ти за понатаму? Јас иако успешно завршив средно медицинско училиште, сепак моето образование ќе продолжам надвор од областа на медицина, но секако ќе биде на природно-математички факултет, но се уште немам одредено која настока ќе студирам, бидејќи имам дилема помеѓу математика и помеѓу хемија. Да, каде се гледаш во иднина или се уште размислуваш? Моето работно место го гледам само како наставник. Така, Анастасија, каде ќе продолжиш ти? Јас иако го сакам пишувањето, иако завршив економско училиште, сепак не сакам да се движам во таа насока и сакам да се запишам на некој од техничките факултети. Моментално размислувам за машинскиот или финки, односно факултетот за Зошто информатички баш науки. ти? Има ли некоја посебна причина или... Па, бидејќи многу ја сакам математиката, информатиката, роботика, тие работи ми се многу интересни и читам книги од таа област и тоа ми се многу допаѓа и би сакала нешто такво да продолжам. Така, дечки, ние пред тоа завршиме разговорот, само еве да видиме што вие им упатувате на оние кои допрва треба да се запишат и оние допрва кои што треба да седнат нели на вашите места. Каков е патот еве да им парачате на нив за да стигнат нели да дојдат да бидат блиско до вас? Значи, би им препорачала никогаш првенствено да не се откажуваат, секогаш си ги следат своите соништа. Так. И да, некогаш нештата ни изгледат претешки, ќе си помислиме можеби дека е најлесно да кренеме рате од се и да се откажеме. Меѓутоа, во тој момент помислите зошто воопшто сте тргнале на тој пат. И таа мисла нека ви биде мисла водилка за што и да е во животот. Бидејќи успехот е сон на секој човек, без разлика за што и да се работи, не мора само за училиште. Така да учете, борете се, сонувајте големи соништа, значи че корете напред кон исполнување на своите цели, меѓутоа че коречи не заборавајте едно нешто, тоа е да останете човек, бидејќи на крајот тоа е најважно. Така, Давид, што им препорачуваш тие на оние кои што сакаат тебе да учат медицина средно училиште? Во техничкото училиште на Боџони секако дека нуди голем избор на струки, вразовни профили, меѓу кои е струката здравствена струка, односно профилот медицинска сестра техничар. Јас како сега веќе правечен ученик во оваа струка, ќе им препорачам нека иако ако одлучат да изберат оваа струка, секако дека нема да погрешат, бидејќи професорите кои што се по стручни предмети се секако дипломирани доктори, како од Куманово, така и од околината, не себечно го даваат своето знаење, како во поглед на теоријата, така и во поглед на праксата. Праксата се изведува во училиште, со можност за посетување и во посетување практична настава во градска болница Куманово, но со можност за посетување и
реална пракса во некои од приватните здравствени ординации. Секако дека нашето училиште нуди доста голем број други струки, така да кој да ја одбрат нема да погрешат. Нема да погреша. Така, Анастасија, ти што им советуваш на новите генерации? Јас би сакала да им кажам дека можат да издвојат време за училиште и за излегување, доколку сакаш да постигнеш нешто и доколку имаш одредена цел, можеш да се стремиш кон таа цел. Доколку одлучат да се запишат во економското училиште, би сакала да им кажам дека професорите се навистина прекрасни, дека ќе стекнат големи знаења, ќе учествуваат на многу надпревари и секако ќе ги остварат своите соништа. Така, јас во оваа прилика само да не забораваме да споменеме и Јована Величковска, која што е најдобар ученик во средното стручно училиште Киро Бурнас, која што од оправдани причини не е денеска со нас. Исто така, како и на вас, ви посакувам многу успех понатаму, ова да биде само еден почеток, натаму успесите ви бидат уште поголеми и да дојдете повторно во нашето студио, каде што ќе можете да ни се пофалите со она што сте го постигнале во животот. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија ова утро. Почитувани, ние тука ќе ја завршиме нашата емисија. Се надевам дека ви беше убаво. Мене ми беше уште поубаво кога сум во друштво со најдобрите. Останете во добро расположение, имајте убав ден, а веќе од утре се гледаме со нови теми и со нови гости. Само затвори очи и силно гушни ме. Не предавај се. Ова љубов твој е дом. Никој од тебе не бара солзи за кајање, ни вака од внатре, ни најаве, ни на сон. Како секоја болка што боли, како здиво твој што ме гори, сега јасно признај ми за се. Како секоја лака што тлее, не е срамота слаб да си не, ти не си само гостин за мене. Во мојот дом, има врати милион, но само една од нив те води до мене. И рајски звон код сон, златно небо за тебе. Сега отвори врата и таму најди ме. Силно гушни ме, не предавај се. Ова љубов твој е дом. Никој од тебе не бара солзи за кајање, ни вака од внатре, ни најаве, ни на сон. Како секоја болка што боли, како здиво твој што ме гори, сега јасно признај ми за се. Како секоја лага што тлее, не е срамота слаб да си не, ти не си само гостин за мене. Во мојот дом, има